Добро. Малце трпение имав за да посебно кандидатите за министри и мандатарот на владата да бидат присутни. Мислам дека е коректно како прв говорник од ВМРО-ДПМН да бидам и сослушан, поради тоа што сакам и да продискутирам за сериозни теми од денешната расправа. На почетокот би сакал, почитувани колеги, да потенцирам дека победник на овие избори беше ВМРО-ДПМН. Но, вемо, еднаш во 92 година имаше случај кога ВМРО-ДПМН како победник на изборите не формираше влада во ова собрание, ова е втор пат. Сакам да предупредам дека поради таа постапка во 92 година во Република Македонија беа повлечени многу штетни политики од економски, институционален и национален карактер. Нема да ги набројувам, добро ги памтите и граѓаните многу добро ги памтат. Се надевам дека политичките фактори, СДСМ, ДУИ, Алијансата за албанците, се свесни за овој факт и се спремни да ги превземат одговорностите кои што настанаа или ќе настанат поради одлуката победничката партија да биде одстранета од можноста да учествува во управување и раководење со Република Македонија. За жал се нарушија многу пишани и непишани правила. Се скрши уставот најмалку во 3 члена. Се скрши деловникот за работа на собранието најмалку во 27 члена при обидот за избор на нелегитимен председател на собранието. Се скрши деловникот во членот 68 став 1 за денешната седница за избор на влада. Се појавија постизборни платформи кои што не беа предмет на оценка и проценка на граѓаните на изборите. Се наруши непишаниот принцип на коалиција помеѓу победник и победник. Беа изманипулирани граѓаните. За сето ова многу брзо, може не веднаш, но многу брзо политичките последици ќе стигнат и некој ќе треба да ја прифати одговорноста за ова. Тука гледам двајца луѓе, го гледам господинот Заев и го гледам господинот Ахмети. Верувам дека се свесни за сериозните чекори кои што ги превземаа досега и се свесни за одговорноста која што ја носат од сега понатаму. Затоа, почитувани колеги, со мене ја земав и гаранцијата која што господинот Заев ја даде спрема председателот Иванов, но ја имаме и тиранската платформа пред нас. Прашањето е чиј подпис е потежок, дали на господинот Заев пред господинот Иванов или на господинот Али Ахмети заедно со подписите на колегите од другите партии на албанците во Република Македонија. Како ќе го веслате бродот низ овие два документи, вие знаете, но ние сме тука да контролираме да не направите ниту една постапка која што ќе е штетна на државните и националните интереси на Република Македонија. Од друга страна, сакам да потенцирам дека собранието мора да биде функционално, дека пратеничката група, односно пратениците избрани на листата на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, ќе доаѓаат на работа, ќе бидат активно вклучени и во работата на пленарните седници и во работата на комисиите. Ние нема да ја повториме грешката на СДСМ, кога 15 месеци не доаѓаше на работа. И тогаш велевме дека е погрешна таквата постапка, но сега ќе покажеме дека нема така да постапуваме, иако има многу причини и дилеми зошто можеби не требаше да дадеме легитимитет на оваа денешна седница. На добрите предлози, за разлика од СДСМ досега, ќе одговориме со поддршка. На лошите со остра критика и спротивставување. На коректноста ќе одговориме со коректност. Она што е државен и национален интерес и за нас е приоритет. Се надеваме дека и владата на Република Македонија ќе се води по тие постулати. Онаму каде што нема да се води, во пратениците на мојата лева страна ќе најде на остри критичари, но и на предлагачи на подобри решенија. Ние се уште се чудиме зошто се брза денеска со прекршување на член 68 и не оставање на простор оваа програма на владата и овие кадровски потенцијали на владата да бидат разгледани. Според деловникот и според праксата требаше најмалку 10 дена за овој материјал да го видат медиумите, граѓаните, пратениците. Истото таква постапка се случи и при обидот за избор на нелегитимен председател на собранието. Во едниот случај се прекршија 27 члена на деловникот, во другиот случај се прекршува повторно деловникот за работа на собранието. Да подсетам, ветувавте демократија.
основни постулати на демократијата е почитување на процедурите. Се надевам дека од денеска натаму ќе се подсетите на ветувањата за демократија. Ветувавте транспарентност. Но во 1 часот и 22 минути наутро, вчера, ја добивме програмата за работа на владата и биографиите на негде повеќе од 150 страни. Во еден ден. Нити пратеник, нити новинар, нити граѓанин може тој материјал да го погледне, да го разгледа, да направи компарација, да го прочита. А ветувавте транспарентност. Ветувавте намалување на министрите во владата на Република Македонија. Дури видовме и некои снимки овие денови, но не останавте цврсти на вашето ветување од само пред неколку месеци. Ветувавте нови луѓе, професионалци и познати и признати во својата област. Со честни исклучоци на неколку кандидати поставувате класични партиски кадри, а дел од нив со низа афери, пријави и скандали зад себе. За да бидам чесен, да издвоам дека не го имаме генерално впечатокот за сите, би истакнал биографијата на кандидатот за министер за здравство, господинот Арбен Таравари, за кој што денеска во моје име, верувам и во име на сите пратеници избрани на нашата листа, можам слободно да кажам дека според биографијата која што е предложена, ние би биле спремни, ако се гласа поединечно за него, да гласаме за таков кандидат за министер. Тоа не значи амблок давање на зелено светло за политиките кои што би ги терал во здравството во иднина, но како кадровски потенцијал и како личност која што според својата биографија заслужува да биде дел од предлозите за министер, сигурно овој кандидат е еден од неколкуте кои што се вбројуваат во таа категорија, но за жал не го делиме впечатокот за целата влада. Без да имам намера да злоупотребувам други имења и да ги ставам во лош контекст, би завршил тука со набројување на поименични кандидати. Она што мора да се потенцира е дека предложената влада има исклучително мал и со честни исклучоци слаб економски тим. Од друга страна има огромен број на кандидати министри без ресор. И предходната влада имаше огромен број на кандидати министри без ресор, но 90% од тие кандидати за министри без ресор работеа токму во економскиот тим на владата. Во овој економски тим на владата, освен двајца, не можеме да препознаеме ниту еден плюс. Веројатно тие двајца ќе имаат многу сериозна обврска и многу големи тежини за да се справат со сите потреби на преостанатите 25 министри. Ова е голем пропуст за мандатарот, без разлика и предходниот премиер беше економист, но работата на премиерот е сосема различна, ќе се занимава и со политика, и со меѓуетнички односи, и со сите други теми, најмалку ќе имате време за економија. Ова е голем пропуст кој што треба да го имате во предвид дека е така и може би и да го признаете како гест на некој разбирање од денеска па натаму. Жалиме, веројатно, за сето ова и цениме дека може би тоа е причината зашто се брзаше. Може би и господинот Џафери и господинот Заев се свесни за слабостите кои што ги потенцираме во смисла на кадровскиот потенцијал. За жал не слушнавме ништо детално околу договорениот закон за употреба на јазиците, за кој што господинот Џафери се повика дека ќе го почека, но продолжи да го крши деловникот. Беше главно ветување на господинот Ахмети и прифатено од господинот Заев. Не слушнавме детали. Иако со месеци го бараме тој закон да го видиме како основа на која што некако се формираше оваа влада. За жал, покрај добрите намери за наше зачленување во НАТО и во Европската Унија, мандатарот не спомна ниту збор за тоа како тој и неговата влада планира да го реши проблемот кој што соседна Грција го има со нашето уставно име. Моја должност е да го потенцирам дека очекувано од мандатар да се осврне на најсуштествениот и најголемиот проблем кој што и ја наметнат на Република Македонија. Во програмата која што ја презентиравте има многу непрецизности и памфлетни ветувања, но, за жал, за прв пат после 10 години во програмата предложена од мандатарот има јасни одредници за зголемување на даноци, и тоа на персоналниот данок и на данокот на имот, зголемување на основицата за придонеси, односно зголемување на придонесите и зголемување на акцизите за возило.
Ова ќе биде прв пат после 10 години во Република Македонија да се зголемуваат давачки. Заради тоа што 10 години во период на криза, предходната влада не ги зголеми давачки. Нема збор за ветување за зголемување на пензии, нити зголемување, да, искористам некоја минута, се надевам во... Благодарам. Поради тоа што предходниот дискутант 8 минути зборуваше повеќе, јас ќе бидам многу пократок од тоа. Нема збор за зголемени пензии, нема збор за зголемување на платата на војската, на полицијата, на вработените во јавниот сектор, а многу од ветувањата кои што во програмата беа на СДСМ, на партии, и на останатите партии, беа дека ќе се остварат веднаш, сега наеднаш го добија префиксот дека тоа ветување ќе се оствари до крајот на мандатот. Тоа е благ начин како да избегате од ветувањата, но верувајте дека од првиот до последниот пратеник на коалицијата за подобра Македонија ја чуваме програмата со која што настапивте на избори. И таа програма ќе ви биде секој дневно покажувана и ќе бидете прашувани врз база на таа програма. Заради тоа што ветувањето за плата за докторите не ви беше дека тоа ќе биде до крај на мандатот. И многу други ветувања кои што ги спомнувате. Збор нема за поддршка на странските инвестиции, освен дека ќе ги поддржите македонските компании да соработуваат со нив. Во овој момент преку 500 компании македонски соработуваат со странските инвестиции, со фабриките. А странските инвестиции и фабриките влијае на зголемување какво такво на платите кои што ги зимаа вработените. Во мојот град, додека немаше странски инвестиции, најголемата плата во приватна фирма беше 10.000 денари. Денеска не можете да најдете работник за толку пари, се до моментот додека не дојдоа странските инвестиции. Нема уште. Ви благодарам. Имате многу проекти кои што се реализираат или веќе се реализирани. Проектот за енергетски ваучери сега е енергетска ефикасност. 30 до 50% за механизацијата, веќе се дава 50% за механизацијата. Гасоводи се градат низ Македонија. Патишта и коридори. Од 68 ветен проект во вашата владина програма, само 11 не се во програмата на ВМРО ДПМН. 10 од ветените 68 проекти веќе се реализирани, а 28 во моментот се во тек на реализација. Ова е пропуст на тој што е го пишувал тој дел. Средства за спорт. Знаат дел од министрите што ќе бидат, дека донесовме закон со кој што фирмите ќе бидат ослободени од плаќање данок ако инвестираат во спортот. Проектите за иновативност, односно стартапи, вие што ги викате, веќе владата ги реализира. 22 милиони евра ветувате за активни мерки, веќе се даваат многу повеќе пари за активни мерки за ветување. На крај, само како пример, еден дел, може би поука за кандидатот за министер за транспорт, кога што го ценам, да внимава. Во програмата на СДСМ има одреден број на патишта кои што се напишани. Во програмата на владата дел од патиштата кои што сте ги ветиле на граѓаните за избори не сте ги пишали, односно сте ги избришали. Како реконструкција на стар пат од Велеза, Градско, Берово, Радовиш, Добромир, Тополчани, Рапеш, Старавина, Брод, Скопје, Крива Паланка, Каменица, Свети Николе, Пробишти. Сите овие патишта се ветени во изборите, сега ги нема во програмата и се избришани. На крај, ќе бидеме тука, реков, ќе бидеме активни во работата, на добрите предлози ќе даваме поддршка, имајте верба во тоа, заради тоа што нема да ги повторуваме грешките кои што СДСМ ги правеше во опозиција, на лошите проекти ќе се соочуваме со аргументи. На коректност ќе одговориме со коректност. Остро ќе реагираме на било каков судир на интереси, остро ќе реагираме на било какво непочитување на законите и остро ќе реагираме на немање на транспарентност во работата на владата на Република Македонија. Дадовте многу ветувања пред граѓаните, не ја добивте нивната поддршка на избори, формиравте мнозинство со постизборна калкулација, тоа нас ни дава обврска да бидеме дупло побудни како опозиција од тоа што нормална опозиција го има како задача. Се надевам дека и вие ќе разберете нашата работа и дека проектите кои што ќе ги терате ќе бидат од доброто на Република Македонија. Јас би сакал добрите намери да бидат успешни, би сакал добрите кадри да бидат успешни, иако сето ова што досега се случи во последните неколку месеци не дава сериозен простор за надеж и за гаранција на сето тоа. Но старите рекле, Господ нека е со сите нас, нека е и со владата, и со парламентот, нека е добро за Македонија, за секој од нас поединечно е помалку важно. Ви благодарам.
Фалендавите да јубе, Благодарам и на вас. да се претендорите и координатор да дует на Ако претендирате да бидете координатор, треба по согласност со член 33 да ни кажете. министри од деловникот да тоа го објавите и да го обзнаните пред пратениците за да знаеме времето. По однос на тоа, прво. Второ, мило ми е што решивте да бидете во собранието, да учествувате во работата на собранието. По однос на одговорноста, мислам дека е обострана одговорноста, не може да се мисли на еднострана одговорност и тука сме за нештата сите одговорни. Ако, пошто се обратите до мене и си земам за право тоа да го кажам за јавноста, не за нас овде, што се однесува до деловникот и до практиката за избор на влада, поеклатантно 3 влади во еден ден не може да се случи, но околностите беа тие, како што се околности и сега. Ако е 10 дена, мислам 6 месеци беа доволно да расправаме до избор на влада. И по однос на тоа, значи тоа е работава. По однос на членот 68 став 1. Очигледно дека манипулирате со таа одредба, имајќи предвид дека е посебна седница за избор на влада, има посебна процедура за незе и посебни рокови. И во тој контекст безпредметно е да спориме и да дискутираме по однос на тоа прашање. И додека, пак ви кажам, додека не решите да постапите во дуот на деловникот и уставот по однос на мојата функција, моето однесување кон комуникацијата ќе биде на нивото така како што посакувате пратеник и затоа ќе ви кажам, ако за јавноста укажувам да разбераат тие што не слушаат надвор од салата што се случува. Тоа ќе го знаете доколку сакате да комуницирате. Да пратар суие да дуат. И поради оваа причина ќе треба да го слушнате преводот и ова е прашање за кое што ние дискутираме. Ската сега за пауза, продолжуваме во 15:30. 15:15 продолжува, процедурално ќе можете после. Благодарам.